Почитувани Катерина Јефтим Здравевски, денес ми е особена чест што заедно со Министерката за труд и социјална политика и со директорот на Агенцијата за вработување сме гости во компанијата Magix. Magix е една успешна македонска деловна приказна. Тие во 2018 година искористија мерката за самовработување и формира фирма која што денес можеме слободно да кажеме дека е една мала компанија во областа на програмирање за вештачка интелигенција, процесирање на големи податоци и други поврзани области, кои што практично од компанија во основање 2018 година денес имаат 9 вработени и имаат 5 консултанти кои што работат. Нивните клиенти се наоѓаат надвор од државата, што значи дека не само што имаме компанија на која што сме горди внатре во Северна Македонија, туку тие се и наши амбасадори кои што не представуваат во деловниот свет преку нивните клиенти и надвор од државата. Ова е резултат секако и на поддршката од владата, односно од мерката за самовработување, која што во изминатата година беше искористена во 100% износ. Исто така е резултат и на заложбите и на вложувањето во образованието, особено во делот на преквалификација на вработени од една во друга индустрија и особено во преквалификација на вработени во IT индустријата. Веќе 400 такви наши граѓани искористија таа можност и веќе работат во вакви слични компании. Секако и дека соработката која што Magix ја има со Универзитетот Свети Кирил и Методи и факултетот Финки, исто така им помага да имаат вакви млади колеги заедно со нив кои што се сите дипломирани информатичари и кои што ги практично програмираат софтверите кои што се користат и тука, меѓутоа доминантно надвор од државата. Владата секогаш ќе ја поддржува секоја индустрија и особено IT индустријата, бидејќи IT индустријата е таа која што навистина има голем раст, дојдена е веќе на ниво од 1 милијарда евра. 250 милиони евра е извозот кој што е направен минатата година по основ на оваа индустрија. Нашиот план е да ја заакнеме и да го забрзаме нејзиниот развој уште повеќе и тоа преку намалување на даноците за вработените, преку намалување на даноците за преквалификација, односно за трошоци односно укинување на даноци за трошоци за преквалификација на вработените, како и намалување на даноците за обезбедување на лиценци, бидејќи тие представуваат основно средство на една ваква фирма. Сакам уште еднаш да се заблагодарам на домаќините од Magix, на Министерката, на директорот, на сите вработени. Ние сме горди на нив, меѓутоа не само што представуваат навистина голем човечки капитал за нас тука во земјата, туку представуваат и амбасадори на оваа држава која оди напред и кои што не представуваат пред сите нивни клиенти во странство. Ви благодарам.